Почитувани сограѓани, јас сум Игор Димевски, дипломиран економист, кандидат за пратеник на Социјалдемократската унија, како носител на листа на изборна единица 4, подреден број 3. Роден сум пред 40 години во Прилеп, женет, татко на 2 полнолетни ќерки. До мене е кандидатот за пратеник на листата на Социјалдемократската унија, Ирена Петревска, дипломиран агроном. Почитувани сограѓани, политички сум активен повеќе од 10 години, а мотивот да влезам во политиката е мојата верба која до ден денеска црсто ме држи дека Македонија може и мора да биде пристојно место за живење. Како убеден социјалдемократ, уверен сум дека Македонија не може да напредува без стабилна левичарска влада, предводена преди се од одговорни луѓе, со искрени патриотски чувства и силна идеолошка убеденост во социјалдемократската идеја за солидарност, еднакви можности, економски патриотизам и демократија. За жал, ваква левица во Македонија не постои. Со моите истомисленици повеќе години упорно се обидуваме да ја создадеме, и тоа преку формирање на Социјалдемократската унија, со која веќе 3 години упорно работиме на создавање на автентична левица, без влијание на валкани пари, без полтрони и суетни вождови. Почитувани, во нашата изборна програма, која можете во целост да ја видите на нашиот вебсайт sdu.org.mk или на мојата Facebook група Игор Димевски изборна единица 4, вложено е многу труд и љубов кон татковината. Вложен е искрен патриотизам и тоа е тоа што не разликува од нашите политички конкуренти. Во неа нема празни чекори, нема утопистички решенија, во неа нема имагинарни ваучери. Но таму ќе видите концепти за решавање во сите области кои се реални и лесно спроведливи. Така што со нивна реализација ќе дојде до општо добро. Ќе издвојам само неколку кои го тангираат Прилеп и Прилепско. Започнување на изградба на хидроелектраните Чебрен и Галиште со буџетски средства. Започнување на изградба на автопат Велес Прилеп Битола Охрид. Интензивирање на соработката на Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана со фабриката 11 октомври што ќе се обезбеди екзистенција за вработените. Враќање на тутунот како стратешки производ на државата, со што ќе се минимизираат проблемите со откупот и цените. Субвенционирањето на тутунот по класи, а не по кило, со што ќе се подобри квалитетот на домашната манипулација, а и реално ќе се наградат оние кои макотрпно и правилно ја работат домашната манипулација. Но сепак висината на субвенциите да остане минимум 1 евро по килограм. Ваквиот начин на субвенционирање ќе биде и во корист на откупувачите, бидејќи ќе се подобри рандеманот на тутунот кој треба да се откупи. Почитувани сограѓани, понижувањето кое премина во безобразие што ни го прават политичките елити овие 20 години, независна Македонија, за жал почнува да вродува со плод. Луѓето се апатични и незаинтересирани за избори. Што за овие истиве, кои економски и духовно неразнебитие, се посекуваната цел. Целта им е јасна. Доколку не успеат да го измолат вашиот глас, кој верувајте вреди многу, целта им е да ве убедат во она за кое вие во моментот сериозно размислувате, да не излезете на избори. Почитувани сограѓани, немојте да дозволите да ви го скршат духот оние истите кои 15 години власт не ставија камен на камен и со нивната славна приватизација не бетонираја на дното. Оние истите кои сега глумат амнезија дека се соучесници во разнебитувањето на Македонија, па сега ни ја продаваат непристојната приказна за змијата и магарето. А беа и двете само за да бидат на власт. Немојте да дозволите да ве скршат оние кои наместо фабрики, патишта и брани не затрупаа со бронза. Почитувани прилепчани, излезете на избори. Сега силата е во вашите пенкала. Заокружете го бројот 3 за трета опција. Заокружете го бројот 3 и придружете се на нашата идеја, на нашата борба. Заокружете го бројот 3 и гласајте за прилепчанец, носител на листа прв пат во независна Македонија. Сега има за кого да гласате. Ви посакувам добро здравје и мирни избори. Однапред ви благодарам за поддршката.